Добро вечер во уште едно издание на емисијата Став. Вечерва со мене во студиото е Виктор Цветковски, генерален секретар на политичката партија ГРОМ. Господине Цветковски, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и за вас и за гледачите на Телевизија Плюс. Ми представува огромно задоволство што е прв пат сум во вашето студио и верувам дека ќе бидеме интересни за гледачите, граѓаните на општина Куманово. Вас долго време ве нема во медиумите, па некако се создаде слика дека се дистанцирате од политиката. Максимално се посветивте на професијата, на адвокатурата. Дали тоа значи дека вашата партија ви даде непристоен предлог за некои од функциите кои што ги доби ГРОМ по коалицирањето со ВМРО-ДПМН? Па вака, значи јас како генерален секретар пред се сум задолжен и според статутот на граѓанската опција на Македонија за низиното внатрешно работење, пред се оперативно работење, нормално и во делот на политичките ангажмани, но факт е дека во овој период како адвокат, професија која што сигурно бара многу енергија и бара многу ангажман, може би со еден наш внатрешен реален договор дојдовме во ситуации кога се нафати да бидам генерален секретар на понуда на председателот Стефче Кимовски, беше и тогаш разговарано и кажано дека факт е дека од ангажманот кој што го имам како адвокат, во многу други дополнителни ангажмани во работењето на ГРОМ реално можеби нема да можам да бидам толку застапен од аспект на пред се медиумските настапи во делот на пресови и така натаму. Факт е дека доаѓам од друг град, седиштето на партијата е во Скопје, во главниот град на Република Македонија. Многу често, значи на пресови, еве конкретно вчера еден прес подготувавме, кој по сите правила треба да го држам јас и од аспект на темата и од аспект на тежината која што треба да му се даде, но реално не можам лично јас да одговорам на таа задача поради некои претходни ангажмани. Мора да кажам дека имаме одлична соработка, не се работи апсолутно за никакво мое публикување, активен сум максимално во делот на ангажманите и сите оние подготовки кои што ги правиме како граѓанска опција на Македонија за подготовки на парламентарните избори. Веќе формиравме штаб кој што повторно, значи бев еден од оние кои што требаше да го води од професионален ангажман. Во овој момент секако го води колегата Љупчо Пренџов, што верувам апсолутно дека ќе имаме одличен резултат и во делот на организација и подготовки и сето она што еден оперативен централен штаб треба да опфати. Со оглед на тоа што сте втор човек на партијата, ви беше ли понудена некој од функциите кои ГРОМ ги доби? Фала Богу дека имав конкретна понуда и сигурно дека разговаравме на таа тема и заеднички оценивме дека во овој момент најдобро е таа функција да ја обави господинот Љупчо Пренџов, заменик министар за локална самоуправа. Од аспект на сите оние ангажмани, сметаме дека ГРОМ во ликот на господинот Пренџов може да пред се да се ослони како човек кој што како политиколог, магистар на политички науки, во делот на ангажманот кој што веќе го има година и повеќе. Гледаме дека е еден од најактивните заменици министри. Нема град кој што го нема посетено како дел и делокругот на неговото работење и дури се покаже дека одлична одлука донесовме и јас и председателот како идено решение, потоа секако и органите на партијата, извршниот одбор и централниот одбор со тоа што му дадовме виза и се покажа како прав потек, се работи за една млада личност, многу политички изградена од една страна, а од друга страна со довербата која што му ја дадовме се покажа дека прав потек и веруваме дека ГРОМ изгради во ликот на господин Љупчо Пренџов еден
политички кадар кој што допрва граѓаните на Република Македонија ќе го гледаат. Дали за вас тоа не беше доволен предизвик со оглед на тоа што вие пред колку години бевте државен секретар во едно многу позначајно министерство? Значи, не се работи само за предизвикот, значи, јас после локалните избори 2013 година, значи, излегов од јавното предпријатие, сметав дека конечно е време да мојата професионалност дојде до израз, од причина што ја подредував на одредени политички процеси во тогаш Социјалдемократскиот сојуз и во Република Македонија и сметав дека после тој ангажман како независен кандидат на локалните избори треба да ја дадам простор на професијата каде што сите оние мои принципи како човек и карактер доаѓаат до израз и многу пати знам да кажам дека требаше да бидам адвокат за да видам дека граѓаните во општина Куманово имаат доверба во мене, ме респектираат, имаат доверба да својата судбина ми ја доверат како адвокат за да одлучувам и да заедно со нив водиме заедничка битка. Се тоа на што во политиката сум се залагал, излезе дека во адвокатурата е право место и сето тоа дава одличен резултат. Ако 2006 година после излегување од Министерството за правда како државен секретар имав идеја да отпочнам со работата како адвокат, повторно тогаш се одлучив да беше од мене, бев културно замолен со една огромна замолница дека јас во овој период, тогашен период, му требам на Социјалдемократскиот сојуз, дури со конкретно и цитирам, единствен можам да му се спротиставам на тогашниот градоначалник и сегашен Зоран Дамјановски во неговото политичко действување вакво и такво во редот на СДСМ и излезе дека тоа ми е една од моите грешки. Тогаш сгрешив што не заминав и не отпочнав со својата канцеларија како адвокат. Таква грешка не сакав да повторам. 2013 година, веднаш после локалните избори, излегов и апсолутно кога веќе почнав да работам 2013 година, ќе беше некоректно према сите оние странки кои што и клиенти ми дадоа доверба да одредени процеси отпочнеме и да јас сега се повлечам и да бидам заменик министер. Од тие причини дадов предност во овој момент да бидам и да останам заедно со моите клиенти, со моите странки и да продолжиме во тие битки што сме ги отпочнале и верувате за адвокатурата говорам со таква една гордост и ми е многу драго што тој потег го направив и еден огромен плюс си ставам самиот на себе во делот на одлуката што ја донесов и тоа задоволство што го имам јас, го имаат и моите странки и процентот на успешноста сега за сега ни е одличен и верувам дека така ќе продолжиме. Иако денот се познава по утрото, тоа е одлично утро и сметам дека во понатамошниот период многу тешко ќе биде да се одлучам да излезам од адвокатурата, говорам најотворено, значи споменавте предизвик, мислам дека во овој момент не размислувам за политички позиции. Зошто? Значи, што е тоа, се разочаравте во она што претходно ви се случуваше или нема, мислите дека нема толкави шанси партијата во која што сега се? Не се работи за шанси. Значи, граѓанската опција за Македонија, можеби ќе ви изненадам, но тоа раководствата на другите политички партии, посебно што оние во овој момент будно ги следат движењата, трендовите на политичката сцена преку анкети, ќе види дека трета партија од македонски блок е граѓанската опција за Македонија. Четврта е на државно ниво, значи говорам од сите политички партии. По рейтинг. И сега се наметна прашањето
дали е легитимен договорот од Пржино без една од клучните политички партии. Да, но вие имате само еден представник во парламентот. Да, ама сме парламентарна партија, што многу малку тоа успеа да го направат. Ние имаме еден пратеник и сигурно дека во наредниот период ние се стремиме и сигурно дека посебно персоналниот квалитет на партијата тоа го нуди, дава можности за одлични персонални решенија, значи имаме огромен капацитет и веруваме дека во наредниот период ние тоа ќе продолжиме да го покажуваме. Морам да ве потсетам дека вакви оптимистички предвидувања имавте и пред парламентарните избори. Апсолутно. По создавањето на партија, Значи... па она што го постигнавте на локалните избори, поготово во Куманово, па и во другите градови со некаде над 50.000 освоени гласови, сметавте дека тоа ќе се удвостручи, ако не и утростручи. Каде беше грешката од вашите предвидувања и она што на терен се случи? Нашите предвидувања и тоа нашиот председател многу пати и ние како раководство сме го кажувале дека за нас ќе биде успех ако успееме 5 пратеника да обезбедиме, 5 пратенички мандати, се друго ќе го сметаме за неуспех. Ние успевме да добиеме само еден, во изборна единица 4 за 250 гласа, реално, значи во последен момент таа разлика се создаде, ние изгубивме мандат во двојката некаде за 2000 гласа, значи 7000... Колку гласа добивте вие? Вие бевте носител на листа? Ја бев носител на ова, во Куманово имав 2500 гласа, точно. А колку беше цензусот? 5500 во цела изборна единица 2, 5500 и нешто не ме држате за збор, а беше 7700. И повторно ќе кажам, во последен момент огромна разлика. Значи до некаде 21 часот и 30 одевме цело време. Одеднаш таа разлика се направи и тоа беше буквално секаде. Значи, во тројката имавме 7500 гласа, но таму цензусот е веќе поголем, 90.000 нешто. Исто, некаде околу 2000 гласа ни фалеа, но освоивме 32.000 гласа и сигурно дека тоа не беше доволно, но за партија која што се формираше неколку месеци претходно, имавме оптимизам, посебно пак ќе кажам еден круг на луѓе. Беше ли тоа лажен оптимизам? Не беше лажен. Луѓето ви даваа подршка, меѓутоа за параванот гласа за партиите кои што се постојано... Значи, видете, во Република Македонија во тој дел ќе треба многу што да се менува, за да се даде можноста да граѓаните стварно одлучуваат. Вака ние немаме демократија од причина што не е директна. Ние имаме раководствата ни кажуваат на партиите за кого да гласаме. Значи во таков случај ви имате посредна демократија. И немаме непосредност и од тие причини многу работи доаѓаат проблематични и затоа се повеќе и повеќе тоа не случајно од 90 до 98 секој во плурализмот на Република Македонија секој од нас или анкети покажува дека граѓаните многу повеќе веруваат тогаш на собранието, ама тогаш секој беше гласан на мнозински систем, имаше обврска према своите гласачи, барањата кои што му ги дава ги проследуваше до собранието и тогаш владата не можеше да биде толку комотна, него мораше тој широк консензус да го прави за сите клучни прашања. А сега владите се многу комотни, затоа што ги контролираат пратениците преку своите внатре партиски инструменти, а доаѓаме во ситуација да тие не одговараат пред нив и владата се наметнува многу посилна од собранието. И мора да ја завршам оваа мисла, ќе ми дозволите. И затоа имаме проблем во делот на легитимитетот на преговорите на 4 политички партии. Каде е мандатот? Никогаш тие 4 политички партии нема да водат сметка за интересите на граѓаните. Тие 4 политички партии водат сметка исклучиво за нивните политички интереси, а преку нив се повикуваат на интересот на граѓаните, што апсолутно не држи и генерално изборниот законник треба во многу што да се промени и во пристапот за да имаме демократија. Сметате ли дека ги изневеривте вашите гласачи? Вие во кампањата тврдевте дека не работите за партија, за некоја од
големите партии, туку работите исклучиво за себе. Сепак, на крај влеговте во коалиција со ВМРО ДПМН и чинам дека многу од вашите членови и симпатизери беа разочарани. Значи, многу добро прашање, одлично што го поставивте и добро е малку да поразговараме на оваа тема. Значи, не се работи за разочарување. Ќе ви кажам веднаш, значи, влеговме буквално... Кои ви беа вашите мотиви да влезете во коалиција со ВМРО? Мора почеток малку на целата... Многу кратко ќе... Во целата ситуација, значи, ние излеговме со идеја тој граѓански концепт да биде многу посилен. Значи, се спротиставивме буквално тоа, зародишот на граѓанската опција беше на локалните избори 2013 година, кога многу од нас кои сме основачи на партијата излеговме независни и излеговме добар дел од нас ради тајмингот, ради процедурите со печат на некои помали партии. Сакавте да се окрупните? Моравме да се окрупниме. Значи не сакавме само што сакавме, моравме да се окрупниме затоа што ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН не може и не сака да дозволи да јакне третата опција во Република Македонија. И сигурно дека како дојдовме во ситуација кога доаѓате во значи, ние целите кои што ги поставивме беа да излеземе и да можеме да се спротиставиме. Да бидеме спона и да бидеме рамнотежа, не контрола, рамнотежа да може секогаш преку други идеи да ги освестуваме, да преку нашите проекти да ги тераме политичките партии кои што го имаат мнозинството да бидат секогаш пореални. Но во ситуација кога оставивме само еден пратеник, дојде и се постави прашањето што и како понатаму. Во една таква одлука беше дали да коалицираме или да не коалицираме со ВМРО ДПМН, затоа што од нив дојде понуда. Јас ќе мора ова прашање да го спојам со една слична ситуација на претходните избори 2013 година. Јас бев кандидат како независен кандидат со 2013. Да. Имавме два советника освоивме и ние реално не добивме понуда постизборно. Значи ние од СДСМ. Да, ние разговаравме. Ние разговаравме со представниците на СДСМ, конкретно и со градоначалникот, дури и на највисоко ниво со Бранко Црвенковски, се уште тогашен председател, и ние не се договоривме за вториот круг, но не продолживме ни разговори после тоа. Градоначалникот Дамјановски се одлучи да се коалицира со ДУИ, со ДПА и со партијата на Руфи Османи. Но не ни даде и не понуди воопшто, не влеговме во разговори. Тоа е слично и сега 2014 година. Наместо СДСМ да предложи широк фронт, опозиционен, да видиме дали можеме повр, ние не добивме воопшто понуда од СДСМ и постизборно. Поради што беше игнорантскиот однос? Добивте некоја порака? Од друга страна, ние добивме покана од ВМРО ДПМН. И сега, ВМРО ДПМН понуди да разговараме, понуди платформа по која и на која би се движиле за заедничка соработка и таа соработка продолжи понатаму. Зошто СДСМ реално, ова е мое лично мислење, но го делат многу членови на ГРОМ. Вие бевте пречката што не сакаше? Не, токму поради... не сум ја пречката, но пречката дали сме јас, господинот Стефче Кимовски, господинот Чедо Саздовски, тоа се членови, односно раководни лица во ГРОМ, кои што беа порано членови на Социјалдемократскиот сојуз. Исто така во самиот врв на СДСМ. И очигледно е дека тие чувствуваат многу поголем противник во нас, тук, односно помал во ВМРО ДПМН. Тие нас не доживуваат за поголем политички противник него ВМРО ДПМН. И вие во една таква ситуација буквално на политичката сцена мора да имате свој контра одговор на една таква поставеност. Значи, најодговорно тврдам, ниту сме задкулисно соработувале со предизборите со ниту една политичка партија, најмалку со ВМРО ДПМН претходно. Си поставивме наши задачи и влеговме да направиме нешто ново. Многу пати оваа дилема што вие поставувате овде се поставува и на органите на партијата. Многу пати се поставуваат прашања од типот што добиваме, што губиме како граѓански концепт во една ваква соработка. Но верувајте дека
не може да дојдеме во ситуација да се спротиставуваме на се и сешто. Во овој момент, значи, ние како владина коалиција прифативме да бидеме дел, постизборно направивме коалиција и верувајте дека во многу наши проекти беа прифатени од владата на Груевски. Конкретно. Конкретно за Куманово. Да не збориме општо што е прифатено за Македонија, што конкретно од вашите проекти беше прифатено за Куманово? Што ги убедивте коалиционите партнери дека треба да направат во една СДСМовска општина, која што со години нема нели средства за капитални инвестиции, не знам, и некои судски пресуди за кои градоначалникот ги припишува дека си тенденциозни? Значи, конкретно за Куманово. Во предизборните ветувања и програмата на ГРОМ беше ставено дека ГРОМ бара да се намалат казните во Република Македонија. Соодветно на тоа, знаете и вие дека Куманово беше секогаш мета во најголем дел, значи сите инспекцијски служби и многу често се случуваше да постизборно така натаму, тоа е реалност. Имало секаде имало можеби контроли и така натаму и има, но секогаш некако тајмингот се случуваше да биде или по избори или непосредно пред избори и дури да се оди директно во представници, односно фирми блиски до опозицијата и така натаму. Тоа се случувало и порано и тоа многу пати и тоа успеавте, ви го прифатија како? Па има измени на законот каде што буквално секој закон, дури системски закони се променија, каде што, нели, знаете критериумите кои што беа ставени во законот за прекршоци и така натаму, каде што глобите одат од висина од број на вработени и така натаму. Но ќе ви кажам зошто. Значи сега видете, ние сме во владата година дена. Значи ние во овој момент многу пати сакаме многу што да направиме. Верувате дека аферата Пуч, бомбите и така натаму, и вие сте сведоци колку време траат, година дена. Значи, Република Македонија е заложник на битката помеѓу буквално на една афера и сите процеси во Република Македонија застанаа. Реално, штетите кои што се надоврзуваат и ќе ги чувствуваме уште многу време на сите овие афери кои што излегоа и сето ова што понатаму продолжи, значи со меѓународни посредници, меѓународен притисок, со одлуки на меѓународни, дури до таму оди да се наметнува прашањето дека дури обезбедувањето на специјалната обвинителка не е на МВР. Видете, уште немаме демант, никој не го демантира тоа, нити специјалната обвинителка, нити МВР. Дали обезбедувањето е од МВР или не е? Барем ја немам слушнато, а не верувам дека некој друг слушна. И сакам да ви кажам, штетите од сето тоа ќе бидат многу поголеми. Проблемот е тоа што ние изгубивме директни инвестиции странски, што домашните инвестиции ги изгубивме, верувате, да не говорам дека кризата што беше на 9 мај во Куманово исто така, јас тоа како самостојна дејност адвокат го приметив и многу јасно се виде од 9 мај, верувате ли, до крајот на месецот не само странки, наплатата одеше многу потешко и така натаму. Значи, сите ние од такви случувања од политичка нестабилност трпиме штети. И затоа во Република Македонија кој е виновен за тоа? Може ли да се припише вината само на една политичка опција за ова што се случува? Или... Одговорноста за политичките случувања во Република Македонија сигурно дека треба да ја преземат оние кои што ги воделе политиките во овој период од 25 години, од овој период, значи на долгорочно, на овој период од 5 години и така натаму, но тука одговорноста апсолутно е и на власта и на опозицијата. Не може да доаѓаме во ситуација да ние прифаќаме одлуки на судот во Струмица, а да не прифаќаме одлуки во судот во Скопје. Во Скопје. Значи, не можеме ние да говориме овде, па дури во вашето студио, да слушаме како власта не ги милува локалните власти во централната власт, локалните власти, а
локалните власти не кажуваат како они знаат да не милуваат некој што спротивно мисли од нив. Значи, јас сум се спротиставил на локалните избори, ние како партија, како Гром се спротиставивме на централни избори и знаете ли како е кога од Струмица на митингот министер за финансии толку јако силно се обраќа до членовите и гласачите на Гром, или како градоначалникот или генерален секретар и така натаму се обраќа во Куманово против членовите на Гром и така натаму. И ние и на независен кандидат кој е 2013 година, многу пати сум го почувствувал тоа да се спротиставите на две политички структури кои што владеат во Република Македонија наизменично 25 години, повеќе или помалку. Посебно што сте биле дел од едната, сте се бореле и сте докажувале дека во одреден период некои работи не биле добри и вие во таква една ситуација, значи доаѓате да најлесно им е да ве отстранат, затоа што не им одговара тоа што им го кажувате дека некои работи не чинат. Не може да тргнете некого од власт ако сте ист како него. Треба да бидете подобар за да го тргнете од власт. И кога јас се обидував тоа да го кажам, не може, мора да бидеме подобри, почисти. Значи, кога говориме политички по-коректни према граѓаните на Република Македонија, тогаш најлесно им е да ви исклучат од партија. Многу пати се наметнува тезата дека јас сум заминал. Многу им е полесно да каже дека Виктор си заминал. Малку подоцна и на таа тема, но еве ја спомнавте локалната самоуправа, па чисто ме интересира дали сметате дека локалната самоуправа е сервис на граѓаните или се уште сте на оној став дека тоа е приватно претпријатие испреплетено со роднински и пријателски врски. И ова што го зборувате практично за централната власт, како го практикува, сведено на локално ниво, не е поразлично. Значи, на локално ниво е бетер. Значи, тоа е проблемот. Значи, веруете, еве, зошто е бетер? На централно ниво гледаме се прави автопат, се прави друг автопат. Не знам се, тоа е кој ќе тргнеме по Република Македонија. Во општина Куманово моментално ние не гледаме ниту една инвестиција, осим тековно одржување, значи многу пати гледаме на социјалните мрежи, општина Куманово, тоа е тековно одржување, крпењето дупки е тековно. Немаме ниту една инвестиција, нов пат, нова улица пробиена, направена. Кога се однесува до средствата за изградба, и сами сте свесни како се однесува централната власт према локалната самоуправа. Значи, 10 години наназад, односно откако градоначалникот Дамјановски е на власт, има 0 денари капитални инвестиции кои што Министерството за финансии треба да ги префрли. Тоа се средства кои граѓаните на Куманово преку даноци ДДВ ги даваат во буџетот во централниот буџет на владата. Значи, апсолутно владата секогаш може повеќе да даде кон општина Куманово и апсолутно се сложувам со тезите дека треба да се одврже државното кесе многу повеќе за Куманово и секогаш ќе биде. Се работи за една толкава општина, локална самоуправа со најголем број на население, некаде колку 10% од вкупниот број на Значи, јас бев државен секретар во Министерство за правда. Правда има таков ресор, покрива таква надлежност има. Во тој период успеав да го вратам од 93 година со уредба на влада, затворот во Куманово е тргнат, ја вратив. Значи, тоа е работата на политичарите кои што излегуваат од овој град да го следат интересот на својата општина и да се борат затоа што Куманово по сите параметри, по големината, близината со гранични премини, тоа требаше да го има. И го има. И тоа јас како тогашен актуелен државен секретар успеав да го вратам најмногу поради што? Сега имаме 60 вработени кумановци, нашите притворени и осудени лица кумановци издржуваат казна во кршење, немаат трошоци нивните семејства да одат во Скопје. Трошоците и одржувањето и јавни набавки за издржување на таа установа буквално се наши кумановски фирми. Тоа се предностите што една инвестиција може да ги направи за одреден град. Политичарите кои што се представници актуелни во актуелна влада треба да се прават и да се борат многу повеќе за да успеат да донесат нови инвестиции секој од својата област во Куманово.
Дали тоа го правил или не го правил некој актуелен, тоа не можам да зборам, но Так. да не го амнестираме градоначалникот Дамјановски, ќе ви кажам кроз еден прост пример. Превозниците и во Битола и во Куманово штрекува. Поради неисплатени Поради средства. неисплатени. Да. Во Битола, градоначалникот на Битола не направи на ребаланс на буџет за да ги врати парите од капитални инвестиции. Градоначалникот на општина Куманово 2 години правеше ребаланс директно земајки од капиталните инвестиции на граѓаните на општина Куманово. Една година 500.000 евра, друга година 800.000 евра. Со 1.300.000, знаете ли колку улици се прават во општина Куманово сопствени средства? Тоа се сопствени средства, капитални инвестиции. Зошто градоначалникот дава предност на превозниците во општина Куманово, а градоначалникот на Битола, кој што е од неговата влада, значи апсолутно продолжи да се бори институционално, ама не пренамени средства од својот буџет, продолжи да гради. Значи тоа е погрешен концепт. Така. И кога ја како член на Совет се обидував тоа да му го кажам, Виктор не им пречи. Како председател на Совет бев тогаш. Истото беше и во делот на покачување на цената. Дури на вода. 8,5 денари се покачи за во делот на пречистителната станица за пречистување на отпадните води. И кога го прашав тогашниот директор, кој ќе ти биде очекувањата, кој ќе ви се очекувањата финансиски, па некаде 70% од покачувањата да ги наплатиме, 30% одат во загуба. Зошто, велам, мора да се покачи водата да биде на терет? Зошто не земете со други мерки? Меѓу кои вашата одговорност, директоре? Повторно дојдевме во ситуација да се покачи цената и да падне на терет на граѓаните, за да директорот тогашен остане во јавното предпријатие. Па на крај, повторно, дојде ситуација да мора да си замине, затоа што финансиските резултати беа поразителни. Ама кога тоа им го зборував во Совет и внатре, и кога не им гласав точки на дневен ред и извештаи, тогаш не им чинев, затоа што директно им кажував за одредени работи дека не се добри. И затоа ми исклучи. Така е. 2 мандати бевте советник во Советот на општината Куманово. Со една пауза мандат исто. Така, со една пауза. Првата беше во времето на градоначалникот Слободан Ковачевски, а потоа со доаѓањето на Зоран Дамјановски и некаде при крајот на вториот мандат, како председател на Совет, бевте сменети. Ја следите ли работата сега на овој Совет и имате ли време да ја анализирате нивната работа? Најмногу преку странките и преку професионалната работа што доаѓаме во судир со локалната самоуправа. Сакате да кажете дека граѓаните доаѓаат кај вас за да бараат правни совети или да тужат евентуално? Цели постапки. Значи, застапник сум на пожарникарите, ја тужеа, добивме првостепена пресуда. На што се жалат? Па не им плаќа ноќен труд, не им плаќаат празнична работа, не им плаќаат бонус плата. И запазите од 17 прво подпишани со уредни полномошна вработени, се сведоа со притисоци директно на првите луѓе на општината да бидат 10 тужители. И тие 10 тужители, дури имавме ситуација да тој 11-тиот тужи и да имаме и закажана расправа и одржана расправа и веќе да чекаме пресуда под притисок да или по други околности, не навлегувам до детали, да се повлече тужбата. И доаѓаме во една ситуација каде што реално преку таквите случаи или имаме ситуација кога јавно предпријатие продало од општествени станови стан на него вработен, оди предметот во локална самоуправа не сака да има законот дава за данок на промет. И водеот не сака да плати на својот вработен и човекот не може да се извади имотен лист. Значи, апсолутно немаме ефикасна локална самоуправа. Значи, секоја чест на професионалците внатре, ги знам многу убаво, ги знам лично многу од нив и штета што многу од нив многу пати ги гледаат работите што се, а се немоćни да изреагираат. Пробале да изреагираат, но некогаш има докаде, застануваат, не се моćни и тоа е тоа. Дури ако веќе бидат, се знае што следи. И од тие причини ги следам работите, мора да признам дека и градоначалникот Ковачевски на времето работеше
во позиции кога ВМРО ДПМН пола од мандатот беше во работеше со влада на ВМРО ДПМН. Дали се сеќавате дека некојаш господин Ковачевски до тој степен се жалеше и работеше со многу конфликтот 2001, значи многу други проблеми. Значи во ниту еден момент не доаѓавме во ситуација и тој совет предводен од господин Бранко Арсовски, ни господинот Ковачевски да до тој степен упорно ги наоѓаат вината и грешките на и недоволни средства на владата и централната власт. И можам да кажам дека тоа граѓаните многу пати не го знаат. Буџетот со кој располагаше господинот Ковачевски и тој совет во однос на децентрализираниот буџет што го имаше господин Дамјановски, и тој буџет е многу поголем, направивме многу проекти кои што остана забележени и со многу помалку пари, и со многу повеќе труд, и со многу повеќе меѓународен менеджмент, значи поддршка и проекти и така натаму. Некогаш треба и да бидете добар менаџер, и ако испоредиме господин Ковачевски и Дамјановски, огромна разлика има во делот на господин Ковачевски. И тоа малку луѓе го знаат и е штета што многу пати се става еден така негативен во контекст на ова, затоа што луѓето не ги знаат бројките. Да го имаше тој состав предводен од Арсовски на совет и Ковачевски, ја ви гарантирам дека многу повеќе проекти ќе беа направени. Како што гарантирам дека и сега да е некој друг градоначалник многу повеќе ќе направи, затоа што директно Куманово е голема општина, од сопствени средства може да направи многу повеќе во делот на инфраструктурата. Тоа градоначалникот Дамјановски не го прави и нека не бара вина во централната власт, прво нека си земе да си погледне во своите редови. Имате многу критики за локалната власт и за работата на градоначалникот. И сум бил критичар и кога бев во совет. Така. Меѓутоа мора да признаете дека градоначалникот доби 3 мандати. Значи дека народот го поддржува, дека му ја дава поддршката и довербата. Апропо ова сакам да ви кажам дека вашата кавга заправо во централата започна тогаш кога градоначалникот ја доби кандидатурата за трет мандат. Вие отворено се противставивте на тоа и рековте дека тој нема шанси да добие уште еден мандат, токму поради ова што и сега го наведувате лошото работење и непотизмот во локалната самоуправа. Но сепак испадна дека градоначалникот го доби тој мандат и доколку партијата тогаш ве послушаше вас, значи ќе ги изгубеше локалните избори. Не. Како? Значи, вака. Значи не се работи за кавга. Нити сме се карале, нити сме се тепале. Добро, значи со политички аргументи се обидувавме да дојдеме до решение. Значи ја и тогаш кажав, не е спорно, сметате дека е изборот на господин Дамјановски, јас ви гарантирам дека вака како одат работите, општина Куманово ќе има долгорочни штети. Дојдеме во позиција да господинот Дамјановски повторно трет мандат биде избран. Значи, ајде да направиме една разлика или една компарација помеѓу вториот мандат и третиот мандат. Вториот мандат, па еве во резултатот и во начинот на изборот. Вториот мандат го доби во прв круг, убедливо, така, и не беше спорен и немаше, како што велите, кавга. Така, дојде, доби, обезбеди и тогаш јас ја предводев листата на советници. СДСМ самостојно направи 11 советника, самостојно без коалиција. Сега СДСМ има 12 коалицијата на СДСМ, од кои 8 се СДСМ. Ама, градоначалникот во втор круг влезе, дури влезе со минус од 1500 гласа и вториот круг нема да го коментирам, многу го знае кумановската јавност на кој начин беше обезбеден третиот мандат. Во првиот круг од СДСМ тврдеа дека недостасуваат гласовите кои што вие ги зедовте и дека така им направивте директна штета. Со тие 2500 гласови кои вие ги 3000 гласови. На локални, така, 3300 за листата, 3015 така, гласа за... Со тие гласови кои отидоа на ваша сметка, СДСМ ќе добиеше и поголем број на советници и градоначалникот можеби ќе победеше уште во првиот круг. Не се сеќавам точно на бројките сега да не зборам на памет. Тој освои околу 20.000 гласа, вие 3.000. Значи, ако вие бевте кандидатот на СДСМ... Значи, вака, не може да ги мериме
бројките така како што некогаш сакаме. Значи, многу показатели се многу битни. Јас тогаш тврдев дека и првиот мандат кога беше на господин Дамјановски, кога бев прашан од раководството на тогаш централното раководство на СДСМ, и тогаш кажав дека после Зоран Дамјановски СДСМ нема да го добие мандатот. Значи, кога и да биде тоа, ќе дојдеме во ситуација да видиме дека СДСМ ќе ги изгуби изборите после Дамјановски. Во една таква ситуација како што беше и сега третиот мандат, значи СДСМ мене ме сакаше надвор. Значи СДСМ мене ми исклучи. Јас чекав од Социјалдемократскиот сојуз согласно статут, нели, раководството на партијата се декларира за голема демократска партија и дека се борат. Зошто не ми дадо согласно статут одлука да можам сите правни инстанции внатре во партијата да ги искористам. И ја чекав таа одлука. Напротив, ми исклучија втор пат. Веројатно првиот пат направи 300 процедурални грешки согласно статут, демократски како што се повикуваат и ден денеска, и дојдеме во ситуација да втор пат на 15 декември ми исклучат заедно со Бузлевски и заедно со Бучковски под сосема други околности и наводи кои што биле претходно кажани на 6 јули 2012 година. И мене СДСМ два пати ми исклучи. Сега, кога ја излегов да се борам на политичката сцена, тогаш им пречеше дека јас доаѓам во ситуација да им симнам од гласовите. Јас овде пак ќе кажам дека на наредни избори Социјалдемократскиот сојуз, и овде правам дистинција, Социјалдемократскиот сојуз има изворедни членови, има домаќини луѓе, но следните избори СДСМ ќе ги изгуби буквално поради лошото работење на Зоран Дамјановски во Куманово. И тоа уште сега го кажувам, и на наредните избори јас верувам дека ќе има кандидати пред се персонално силни, кои што ќе може да се соочат на изборите. Верувам дека другите политички партии, далеко се локалните избори, но ќе направат напори пред се за доброто на Куманово, да направат и структура, да направат и позадина, што се вели во делот на активности, и да ги убедат граѓаните дека му мислат на овој град добро, да дојдат до одличен, прав кандидат и да победи на наредните локални избори. Во СДСМ сте ги имале највисоките, или сте биле еден од членовите кои имал доста високи функции. Значи, председател на општинската организација, председател на советот, советник, бевте државен секретар во Министерството за правда, член во највисокото партиско раководство, заменик директор во Пазариште, кандидат за пратеник и не знам, може нешто пропуштим. Многуми на ваши поранешни сопартици сметаат дека сте биле неблагодарни и премногу самобендисани, бидејќи во првиот момент кога не ви била исполнета желбата да бидете кандидат за градоначалник, сте го свртеле грбот на партијата. Значи, не се работи за многумина, затоа што се работи за исклучиво кругот кој што е близок од господинот Дамјановски и кој што директно е врзан во соработка со него. Тоа обично се директори и така натаму на институции кои што тој ги поставил. Не е точно. Има и луѓе кои жалат што вие сте заминале како потенцијал. Сега тоа е друго. И тие го сметаат исто. Добро, дека сте добиле многу од партијата за да во еден клучен момент. Добро, нема да си отидете. Во ред. Значи, да кажеме дека целиот Социјалдемократски сојуз така мисли. Добре. Во ред, и така да кажеме, но значи ја прво овде отворено ќе кажам, јас сум горд на периодот кој што го имам поминато во Социјалдемократски сојуз. Горд сум од причина што искрено сум верувал дека таа партија за мене во тој период била буквално нешто, можеби и овде отворено ќе кажам, многу повеќе сум поминувал таму време него во сопствениот дом. Ја како председател на партија, кога ќе се сетам, секој попладне од 18 часот до 20 часот двократно работев и бев посветен на членовите на партијата, што ден денеска тврдам дека тоа не го прави друг председател. И сум горд на многу луѓе што сум ги запознал и кои што со нив ден денеска сме пријатели. И сигурно дека ќе жалат што не сме на иста политичка страна. Но не можам да бидам горд на луѓето кои биле мои соборци, сме мислеле исто,
сме гласале исто и кога требало да одговорноста биде лоцирана, да се повлечат, да се тргнат, да гласаат дури за моje исклучување. А се до тој момент сме го делеле мислењето дека некои работи во СДСМ не се добри. Кој најмногу ве разочара? И сега, за тоа? значи, нема потреба за лични имиња овде, од причина што многу ќе се препознаат во овој разговор. Значи, не може да бидете ја многу пати во органите на Гром им го кажувам тоа, вие не го имате почувствувано лицемерието на дел од раководството или раководството на Социјалдемократски сојуз или двојните аршини. Едно говориме, друго правиме. Тоа е проблемот на СДСМ подолго време. И тоа лицемерие овде не се работи. Виктор Цетковски беше 2009 година кандидат за еден од кандидатите за градоначалник. Па ја бев и тогаш, не дека еднаш не му се исполни и тој замина. Ја не заминав. На тој извршен одбор, мора ова за волја на истината да кажем, на кој јас поднесов оставка од член на извршниот одбор. Ама поднесов оставка и велам вака, господин председателе, одлуката е ваша. Изборот да биде господин Дамјановски. Јас не се сложувам поради неговите погрешни политики и начин на работење. Не говорам овде повеќе, таму уште нешто додадов. И тој што ви рече? И велам, статутот дозволува да бидам пасивен член. Јас знам што значи да не се подржи одлуката. За мене политичката кариера е тука завршена. Неспорно е, сакам да бидам доследен. Не можам да мене гласам одлуки кои што не треба да бидат, само во интерес на ајде да одиме, но тој интерес политички треба да биде до некаде, не може да продолжи понатоа. Се додека не се коси со закон, тој може да помине. Штом почува да се коси со закон, ја веќе не можам да го поддржувам. И јас тогаш кажав, ја веќе не му давам поддршка затоа што овде многу работи не се како што треба. И јас ќе бидам пасивен член. Ама пасивен член не им треба Виктор. Виктор им е добар да со неговата непосредност, со неговата комуникативност, со неговите принципи да поведе и повлече гласови, значи и да може некој да се крие за тоа и да на крај извини, ќе тераме вака. Не може така да тераме. Не може граѓаните на општина Куманово да одредени работи, посебно во урбанизмот, деталните урбанистички планови, знаете ли какви ујдурми направија во општина Куманово? Еве погледнете, па еве гледаме секојдневно. Значи јас сега се соочувам непосредно пред мисијата денеска имав увид на лице место поради неправилности во делот на изградби на згради. Значи, добивате дозвола за А1, тоа е индивидуално стамбено домување, доаѓаат луѓето, купуваат станови, затоа што се прави од А1, се прават 12 стана, 16 стана и така натаму, 20, и сега луѓето бараат свој барања, ама тие се несоодветни на дозволата, што имаат. И во една таква ситуација имаме безброј постапки. Да. Пола згради новоградби се безимотни листови. Добро, кој е И виновен сега тука? го користат правото на легализација за да ги легализираат во А2. Значи тоа се пропусти. Сега кога вие им зборите и на Бранко Црвенковски како тогашен лидер, не може ова да го правиме. Значи кога ама вика законот дозволува образложението на вработените во сектор урбанизам, тоест на шефицата, на раководителот. Ама законот, ама имаме градежна инспекција. Градежната инспекција треба да води сметка. Градежната инспекција на општина Куманово. Таа треба да отиде на лице место и да види дали по правилник се 3 стана, а сега има измени се 4 стана, или се 12, односно 12 купатила и така натаму, правилникот на Министерство за урбанизам. И кога некој не превзема свесно, вика ние не го кршиме закон. Вие не го кршите законот во еден дел, ама некојаш законот се крши и со тоа што вие нема да вашата службена должност ја направите. Имате кршење на закон со вршење и со невршење. И вие пола Куманово нема имотни листови. Купија станови и луѓето со право сега доаѓаат во ситуации да барат и влегуваат во правни лавиринти, што коментарот на некој денеска беше ја купив стан
и се ми е преку глава и од стан и така натаму да не можам да си го регулирам своето право кое сум го подпишал и сум го взел. И тоа се работи Кој го работи тоа, урбаната мафија? Значи, јас не можам да говорам за мафија, ниту сум во позиција да тоа го истражувам, нити сакам да го истражувам. Јас говорам дека многу аномалии некој, зависно од одредени интереси, политички вакви или такви, влегува во работи кои што немаше потреба. И овој град не му беше централната власт во градежната инспекција, значи локалната власт е градежна инспекција, директно виновна и доаѓаме. И ова е само еден сегмент. Значи вие имате многу пропусти. Пример, кога говориме за инвестиции, кажете ми како ќе го решиме сообраќајниот хаос со едносмерни улички, ниту една катна гаража. Па секој град веќе во Република Македонија има катна гаража, ние немаме ниту една. Немаме нов паркинг простор, со едносмерни улици не може да направиме. А нашиот градоначалник 10 години, еве коинциденција со бранот на афганистанци, рачани, Либерија и така натаму, овој град енормно го зголеми возниот парк. Нашата локална самоуправа тоа не го следи. Еве, сум бил член на Совет 2000 до 2004 година. И тогаш во Советот сум апелирал дека има интерес после конфликтот 2001. Цело село Опае, Лопата и така натаму се населува во населбата Јане Сандански. Дајте тоа да го урбанизираме, да биде како што треба и луѓето да може да направат соодветно со цела документација. Тогашниот градски архитекта ништо не направи тоа. Доаѓаме понатаму. Сега, Гладно поле, гледате дека луѓето канал бараат и така натаму. Тоа се директни инвестиции, инфраструктура. Во вашата емисија го слушав господинот Дамјановски, како кажува дека добар дел се нелегални градби, па немаат, не плаќале комунали, он не може да гради инфраструктура. Гладно поле плаќа комунали, зошто не им направи? Значи, вие имате XX пропусти. Блокирање буџетот на општината. Има одвоено само одреден дел на средства кои можат да користат. Не, а тоа е па посебна тема. Тука може да збориме за директна злоупотреба на господинот, односно на господинот Дамјановски во делот на тие средства. Кој, како? Па многу јасно јавна тајна е дека во општина Куманово, значи се знае дека до 15 се плаќа се затоа што блокадата трае. Тогаш, односно, се слободни средствата и вика пуштете ги парите за тој да ги распределува. После 15 немојте да пуштате ни комунали, ни ништо, свесно дава на рати и така натаму, го менаџира процесот на блокада. И тоа се знае. Па добро, може би тоа е добро за да може градот да функционира. Повторно го повикувам да дебатираме на оваа тема. Ја имав една емисија на една национална телевизија, токму поради блокираните сметки. Не може да дојдеме во ситуација општина Куманово буквално го блокира, има фирми што ги блокира. Значи Куманово работи со нужни материјални средства општината, јавно предпријатие Водовод 94 година не му плаќаат на нивен вработен пренос данок 4% не му плаќаат, си го пренесе имотен лист да извади. Па дали е тоа хумано? И говориме ние за централната власт. Ние го имаме лошиот пример во Куманово. И ајде да говориме за Куманово. Затоа многу пати таа паралела е неизбежна. Јавно предпријатие Куманово паркинг има доверител што работи, што побарува 200.000 евра и што со буквално злоупотреба, класична злоупотреба. Месечно 200.000 евра или годишно? Не, направен долг 200.000 евра. Добре. И сега на него не му се плаќа. Општината е должна да ги надомести обврските на јавното предпријатие, затоа што јавните предпријатија по закон за јавни предпријатија работат за јавен интерес и они се должни да многу пати во загуба паѓаат, ама јавниот интерес да го обават. Општината како нивен основач ги покрива загубите. Тоа не го прават. Посебно што јавното предпријатие Куманово паркинг согласно закон за комунални такси ја наплаќа, односно го одржува јавното осветлување, општината ја наплаќа комуналната такса. Ама општината не ја доставува, односно комуналната такса во целост онолку колку што ја наплаќа и свесно го оштетуваат доверителот и сега и локалната самоуправа има друга фирма што го одржува јавното осветлување на тендер, а претходниот доверител го оставија во буквално немилост да се снаоѓа како знае уме. Запазете, тоа е приватна фирма од 30-40 вработени.
И 200.000 евра, тоа се огромни пари. И сега ние ќе збориме за доблес дека затоа велев дека за која фирма бидеш се работи? Подобар. Па не би било па ќе тужили таа фирма, ќе ја тужили општината со оглед на тоа дека па како адвокат зборувате или случајно значи вака, па не како адвокат ја застапувам фирмата и затоа не сакам податоците, но тоа се примери. А ќе кажам зошто. Тужена е. Јавно предпријатие Куманово паркинг е тужено. Сметката е блокирана. 45 дена се поминати, повеќе. Поминати се 6 месеци, но согласно закон за стечај. Општината во таков случај е должна загубите да ги покрие, односно да обезбеди гаранции дека јавното предпријатие ќе може. И ние дојдовме во ситуација, пошто сите граѓанската парница е исцрпена, извршната е исцрпена и ние влеговме во ситуација да поведеме стечајна постапка, односно стечајот е забранет за јавно предпријатие, ние да бараме солидарна одговорност општината да ги плати средствата. И некој ќе ми збори дека се подготвени да останат на власт во Куманово. Не може со таков однос да победат на наредните избори, локални говорам. Вие ќе се кандидирате за градоначелник на повторно на избори? Јас и претходно ви одговорив дека јас во овој момент сум активно, значи, насочен кон промовирање на политиката на граѓанската опција ГРОМ и на мојот професионален ангажман како адвокат. Презадоволен сум како тоа функционира и апсолутно ќе продолжам во овој момент да размислувам исклучиво за адвокатурата. Сакате да го избегнете одговорот? Не го избегнувам одговорот. Заради тоа што не може како политичар, како човек кој ги знаете сите овие проблеми и што ги знам. Викате дека сакате да бидете во функција на граѓаните и да исправите некои работи кои што со години не биле поставени како треба и сега во еден момент велите дека на прво место е. Не, ќе ви во овој момент говорам, ќе ви кажам зошто. Јас бев независен кандидат. Значи бев токму поради сите овие забелешки и јас знам дека овие работи многу подобро можат да функционираат и овој град може да живее многу подобро. И сите да бидеме горди што сме кумановци. Да. И во овој момент зошто давам таков одговор? Па граѓаните имаа можност да гласат за мене. И сега граѓаните многу пати го кажувам. Значи сега ние сакаме да им дадеме на граѓаните понуда. Ама они гласаат за ВМРО, они гласаат за СДСМ, и после не им чинат СДСМ и ВМРО. Нека си ги трпат сега. Не, значи, далеко е тоа да ги трпат, но имаат право на повторен избор. Па нека се одлучат што сакаат. Дали сакаат човек кој што знае, уме, бил таму, има честни намери сето тоа да го направи како што треба, или повторно некоја ќе вадиме политичка позиција или политичка фигура за да правиме нешто што на сила не бива. Да. И од тие причини многу е битно кој ќе биде кандидат. Ја апсолутно сум добар познач на локалната самоуправа, огромно искуство имам во делот на функционирање на општината. Така. Но дали ќе бидам кандидат не зависи само од мене. Така. Сакам да се навратам повторно за исклучувањето од СДСМ. Откако бевте исклучени, тврдевте, дури се колневте дека... Не се колнев, тврдев. Добро, тврдевте. Не се колнам, да. Да, тврдевте дека сте во душа социјалдемократ и по идеја и дека никогаш нема да влезете во друга. И тоа не е кажано. Во друга партија. Не е кажано. Значи, дека снимки, и дека никогаш нема да бидете. И ќе ги чекам одлуките на... Јас вчера при подготовките на емисијата слушав некои изјави во кои велите дека нема никогаш да бидете член на некоја друга партија. Дури се надевавте дека можеби некое друго раководство ќе ве врати во партијата. Дека грешката што ја прави тогашното раководство ќе ја увиди некое следно раководство. Ве чинеше ли многу таа ваша нестрпливост, што веднаш некако... Дали сте ви убедени дека е нестрпливост, лично? Значи, друго па мислам дека е нестрпливост со оглед на тоа дека новата опција не го даде резултатот кој што вие го очекувавте. Значи, може ли вака да ви кажам? 96-та година, кога прв пат по законот беа бирани советниците, така, ВМРО ДПМН, знаете ли колку имаше во Куманово 96-та година? Не знам. 2.
Добре. 96-та година ВМРО ДПМН имаше 2 советника. И запазите, ВМРО после 19 години до кој степен отиде? СДСМ имаше 5. Значи вие ќе треба да чекате наредни 19 години не говориме за за да чекање. постигнете резултат кој значи, што го постигнале. Ќе ви одговорам веднаш директно за да не одиме на други теми. Да. Значи ја и претходно кажав дека јас сум горд за времето што го помина во Социјалдемократскиот сојуз и тоа е период во кој јас се гордам лично од резултатите. Значи ја бев на одговорни позиции во СДСМ, јас на СДСМ му вратив со тоа што никогаш за мене немаше ниту една афера, никогаш за мене немаше истрага, немаше кривични пријави, не ме водеа со лисици, така натаму. И му вратив на Социјалдемократскиот сојуз максимално и сум му се посветил секогаш за успехот на СДСМ. То сега чувствувате во делот, на душата. Значи јас, знаете ли што е проблемот во СДСМ? СДСМ е далеко од идеолошката матрица која треба и која застапува. Значи во СДСМ прв и основен мотив е капиталот. Направете една анализа, ако сакате, некојаш поканете му уште еднаш ќе дојдам, ќе правиме анализа на членовите на раководството, сите се со приватни бизниси. Така. Значи дозволете, СДСМ, значи јас сум внук на двајца учесници во Народно-ослободителна борба, партизани. Јас не можам да бидам друг. Мене таа партија ми ја зема на сила и тоа го зборам отворено, затоа секогаш кажувам дека ми исклучија, не си заминав сам. Има разлика во сето тоа. И кога вас ќе ви исклучат и на сила ве бркаат, дури на сила сакаат до тој степен да ви изолираат, вие сте принуден да влезете. Бевте ли ранети во тој момент и реагиравте повеќе емотивно? Да. Вие доаѓате во ситуација да гледате дека тие луѓе, затоа што им кажувате дека не работат честно, и ви им пречите. Мене ми се случувало во првиот мандат во својот колега советник да ми вика: "Доста престани да бидеш правник, биди политичар, ти си политичар у Совет." Така. Не можам да преминам преку тоа, кога говориме, мора да сме честни пред луѓето. И тој двоен аршин. Зошто мислам дека бевте можеби нестрпливи, токму заради тоа што многу ваши сопартици кои ја ценат вашата работа и ден денеска жалат за тоа што сте заминале од партијата, сметаат дека ако бевте малку пострпливи и направивте компромис и бевте политичар пред се, а не емотивец, дозволевте да Дамјановски, па рековте дека е емотивно. Емотивно, вие така го доживеете. Дека во таква да почекавте уште извесен период, вие ќе бевте сега на самиот врв и вашите луѓе во партијата и на локално и на национално ниво, а наспроти тоа се појавија некои нови ликови кои порано не сме ги гледале во општинската организација. Не можам да се сложам со вас, ќе ви кажам од една едноставна причина. Значи јас и многу пати го кажувам, ќе делувам во политичката партија седа дека сум убеден дека таа платформа вреди, треба и така натаму. Но кога гледате дека се оди во погрешен правец, значи ја дојдов во врв на партијата и видов дека овде многу работи мирисат, да не употребам друг збор. И не се чисти и едноставно доаѓате во ситуација која велите јас овде нема што да барам. Значи, овде најотворено го кажам тоа. И гледате дека нема што да барам. Или ќе промениме, и тогаш беше, не се работи за стрпливоста моја лична. Или можеби требаше да бидете помудри. Значи, не се работи за мудроста на Виктор Цетковски. Запазете, ја бев тогаш обвинет од Бранко Црвенковски дека јас се у животот сум постигнал со СДСМ. Значи, ја кажувам, сум горд на тој период. Но, има една работа. И тогаш му кажав, мислите дека јас со моите 10 прсти и мојот ум не можам? Еве, можам. И му кажав и после во вториот круг. Значи, 3000 гласа, 2 советника и 2,5 години адвокат. Живеам и функционирам многу подобро, ако верувате. Се сретнавте со него после? Да, се сретнав, затоа што на господин Дамјановски јас му кажав, цитирам, не сме ја и ти овде, тие што ја направија кашата. Бранко Црвенковски. Ако сакаш разговори помеѓу двата круга, треба да отидеме, јас и ти, да разговараме со Бранко Црвенковски и да најдеме. И знаете ли што беше мојот услов за средба? Зошто ја на разговорите снимени им кажав да ги објават разговорите меѓу мене и представниците на СДСМ. Така. Ја можам и овде отворено да кажам кој се. Ќе поразговараме малку за да го довршиме овој дел? Да, и тогаш во тој разговор и тогаш му кажав, нели велевте дека јас без СДСМ не можам ништо. Не се работи за мене. Се работи за СДСМ. И СДСМ, така како што тера, не знам кој ќе се врати на позиција на власт.
и продолжува да тоне во истиот филм. Значи не може, значи СДСМ мора да се промени раководството, има прекрасни членови луѓе што заслужуваат и многу честно. Да, како го оценувате сегашното раководство на централно ниво? Има ли капацитет и квалитет да победи на престојните избори, да ја смени оваа власт? Нема. Тоа раководство е многу послабо од претходното раководство. Значи гора на отворено и покрај пропустите. Бранко Црвенковски, знаете ли каде сгреши? Бранко Црвенковски мораше да има главна сила тогаш да направи смена на генерации. Како што 2002 направи, он требаше тоа да го направи 2013 година. И тогаш и факт е дека сите анкети, запазете, идеме на разговори и не прашува конкретно, значи отворено, бевме многу присутни таму и тоа може да го потврдат и они. И не прашува за Охрид. И му викаме АЦ Петревски не ти е кадар. И запазете што се после се случи за Охрид. Тоа нешто слично и информации се имаше и за Куманово. Само Карпош и Струмица во тој момент беа неприкосновени во делот на анкетите и во делот на целиот амбиент и клима. Ама некој не сакаше да направи смена. Тоаш ки имаше СДСМ 7-8 градоначалника. А со кавгата и начинот на кој влезе господинот Црвенковски, буквално, тотално. Моето исклучување прво во јули месец беше да се сите други опоменат. Тоа беше целта на моето исклучување, не беше дека Виктор сгрешил многу. Беше целта да се опоменат другите, да внимаваат што ќе прават. Пошто факт е дека во тој момент ова раководство има друг проблем сега. Ова раководство има внатре проблеми во функционирањето, има обструкција од сите страни. Не можете вие, луѓе кои што дале огромен придонес, со еден список на членови да ги тргнете на страна. Цела плејада на луѓе меѓу кои и Бранко Црвенковски завршија неславно, ги снема од политичката сцена. Значи, и од тие причини сметам дека во овој момент СДСМ, значи, не сакам, ова е преценивна работа, но кога веќе ме прешавте, нема капацитет да се врати на високо ниво во политичката. Вака, во политичките бомби што беа објавени во Куманово, вие бевте на удар, беше објавен ваш разговор со тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, како се договарате за пред вториот круг за соработка, да, политичка за соработка. Не сакам да ве прашувам зошто била таа соработка, повеќе ме интересира како жртва во прислушкувањето, како го доживеавте лично тоа кога знаете дека вашата приватност, вашата интима е ставена во увид на некои луѓе? Нели сите ние во секојдневниот живот многу пати велиме нема по телефон и така натаму, ја го искусив тоа што значи кога некој ве слуша и ќе ве објави. Да. Значи во секој случај непријатно чувство е, неспорно, но има една многу битна работа во сето тоа. Ја и тогаш на пресконференцијата веднаш после тоа кажав. Ако има еден разговор, еден било податок, било каков, кој што упатува на криминал, на криминогено мое действување, на кривична одговорност и така натаму, веднаш да ги достават до јавното обвинителство. Но такво нешто најодговорно тврдам нема никогаш да извадат. Најавивте тогаш дека ќе ја тужите СДСМ за неовластено прислушување и тонско снимање. И ме објавија, значи објавувањето е став 2, нели? Недозволено е да се снима, став 2 е недозволено е да се објавува. Одговорност има и тој што објавува. Неспорно е да објавиле ако нешто има криминогено во моето действување. Но, затоа кажав, тука е лицемерието на раководството, говорам на СДСМ. Зошто не ги објави разговорите со Зоран Дамјановски? Или сакаат кредибилитетот на Виктор Цетковски да го рушат на тој начин, да го прикажат во членовите на СДСМ дека нивната одлука била исправна. Тоа беше целта на моето објавување и затоа ја пуштив и единствен сум што сум пуштил кривична пријава ради објавувањето. Значи, ќе ви кажам отворено, дури на обвинителот Бурим му спомнав судбина не може да избега од мене. Јавното обвинителство овде, конкретно обвинителот, ја одби, односно ја отфрли кривичната пријава од причина што е насочена по службена должност кон СДСМ, одговорното лице Зоран Заев и овластено лице Мартин Костовски. Према сите нив тројца по став 6, затоа што јавна тајна е, цел проект е вистината за Македонија на СДСМ и правното лице има одговорност, тоа е СДСМ.
И ние поштивме по службена должност, имам ангажиран адвокат, и Не можете самите да се... Не, значи свесно ангажирав адвокат од причина што не сакам сам. Значи сакам да буквално сето тоа биде на едно ниво, да се чувствувам како странка, да не се чувствувам, значи од другата страна да имам слобода, да има кој да ме застапува од една страна и сигурно повеќе сме посилни. Така. А од вториот аспект ја отфрлија дека треба да со образложение дека треба да оди со приватна тужба. Согласно став 1. Сега ќе поднесете приватно? И јас не. Значи сега сме по жалба до висше обвинителство и затоа малку на шала нели обвинителот Бурим Рустеми е избран во специјалните јавни обвинители и велам од мене не може да избегате обвинители. Еве повторно, вие сега најверојатно ќе одлучувате и за мојата, да, веројатно претпоставам дека ќе оди во специјалното јавно обвинителство да се произнесат, затоа што овде ќе потенцирам. Ми беше нарушена приватноста. Самиот чин дека сум сниман и дека сум објавен, не знаеме кој снимал, ќе покажа другите две истраги, но знаеме кој објави. Затоа барам одговорност на тие што објавија. Посебно што уставно право загарантирано е правото на избор. Политичката моја активност, значи не случајно се изборите тајни. Јас имав право и разговаравме меѓу двата круга. И со ВМРО ДПМН, и со СДСМ. Дури на Бранко Црвенковски, Андре Петров, Зоран Дамјановски и Игор Ивановски присутни на разговорот со мене, им кажав, сега у 10 сат сум со вас, да знаете, во 11 сатот во Македонска куќа разговараме со представниците на ВМРО ДПМН. Значи, ние разговараме што беше најлегитимно за можна соработка. И едните и другите од нас бараа јавно да дадеме поддршка. Ние не ја дадовме јавно затоа што ќе беше некоректно према граѓаните што ни дале поддршка. Так. Ние им кажавме, може да разговараме со нашите активисти, доколку сметаат и можат да насочат со убедување така натаму. ВМРО ДПМН тоа го прифати. Дури во тие разговори, претходно не го кажав, СДСМ барав да само еден услов им поставивме, меѓу другото, јавно исто не сагаме, вториот услов беше да се извинат за сите оние сквернавења на личноста, моја и на сите мои поддржувачи и сите оние судски постапки што бевме принудени да ги водиме за промени на работни места и така натаму, да се извинат јавно за сето на што броја, не се нафатија на еден таков услов и јас тогаш кажав, штом вие не се извинувате за сето тоа што ми направивте 5 месеци 6, ја треба да ви простам. Едноставно не е едноставно. Така, по објавувањето на бомбите, вие излеговте на пресконференција, признавте дека тоа сте го правеле тој муабет и дека тоа не е ништо тајна, ново. Им кажав и тоа го знаат, тука така, е лицемерие. Да. Меѓутоа, најавивте, тогаш рековте дека го повикувате градоначалникот да ги извади предметите од фиока и да почне да работи или нешто, парафразирам, така беше, пошто тој најави дека ќе ве тужи. За кои предмети станува зборот? Еве да им кажеме на јавноста што крие градоначалникот во фиока? Не, значи вака, пресот мој беше, веројатно градоначалникот се најде прозван, па ми одговори и најави дека ќе ве тужи. Не, на тој одговор јас имав дополнително пресконференција и тогаш кажав дека од архитектура имаме карикатура во градот, дека се држат предмети во фиока и дека во делот на инспекциите, инспекцијски надзор и така натаму многу пати лично го чувствував од кои причини. И тогаш кажав, слободно кажете му, знам што ќе биде одговор, ќе ме тужи, за се што кажав стојам со документи, сум подготвен во судска постапка да ги доставам. И ве тужеше? Јас не ме тужеше и нема да ме тужи затоа што е свесен дека не зборам на памет и дека за сето тоа што зборам имам докази. Значи, говорам повторно. Не може 4 агенции како адвокат да пуштам да не се постапува. Па дојдов да бидам принуден да пуштам управен инспекторат, да барам инспекцијски надзор на државен управен инспекторат затоа што не се одлучува по одреден предмет. И не зборам на памет кога зборам. Тоа е разликата, значи не се работи за не зборам за инат, зборам аргументирано. И тука е и дури имаше еден медиум во Куманово, тоа го следел и потенцираше дека не би добив приватна тужба за граѓанска одговорност, навреда или клевета и јас сум подготвен да се соочам со сите споменати во тој прес.
И знаете кои се предметите во ФИОК? Па знам, еве конкретно ви кажувам еден, кај што директно. Значи предметите се најмал проблем што се држат во ФИОК. Има многу повеќе други проблеми во локалната самоуправа. Прега ги спомнавме претходно пожарникарите. Ви верувате ли, тоа се луѓе претежно пред пензија. И сега ради тие нужни материјални средства, прашање е тие кога ќе ги обезбедат средства. Постапката е при крај, по жалба сме. И доаѓаме во ситуации ќе бидат потврдени, затоа што има извреден судија кој што буквално до детал и се потврдуваат пресудите, и доаѓаме во една ситуација кога не може да им се засметат тие пари што ги обезбедиле. И сега како да им објасните на странките, добиено на суд, ама некој тоа вешто го избегнува. Зошто не се плаќаат? Не е само, многу е лесно да кажете централната власт, ама налагата и се кратки нозите, како беше поговорката. Од тие причини се излегува на виделина и посебно кога ги знаеме, работиме малку подетално. Вака, при крај сме на емисијата, само за крај да ја прокоментираме актуелната политичка состојба во државата, изборот на новите министри, како ги гледате, како ги оценувате персоналните решенија на СДСМ? Конечно во фотелја седна, во министерска фотелја седна еден Кумановец. Да. Како ги оценувам? Значи, јасно е дека се строго партиски. Иако претходно најавите беа, дури во вашата емисија беше кажано дека ќе биде експертско лице и така натаму, и не чувме од СДСМ зошто се промени ставот и позицијата, и не чувме нити од ВМРО да помене како дојде до тоа да се промени договорот од Пржино и тие се договориле да го сменат тоа и да имаме строго партиски. И сега ние имаме буквално она што во Република Македонија подолго време функционира. Значи, многу представници на ДУИ кажале дека тие одговараат пред нивниот лидер. Сега тоа е на релација СДСМ и ВМРО ДПМН. И ние имаме две влади. Имаме влада на СДСМ со своји министри, имаме и координатор во владата, тоа е генералниот секретар. Од друга страна имаме влада кој што нема директно влијание на своите министри и буквално Република Македонија тоне во своји собствени проблеми. Спорно и проблематично е за Гром, ние излеговме и преку пресконференција, значи и многу пати веќе го коментиравме тоа, целата оваа ситуација што се случи во делот пред се на меѓународниот мониторинг задира во суверенитетот на Република Македонија. Ама ништо немаше да биде ако не притиснаа странците. Па тоа дефинитивно граѓаните во нареден период треба да го следат и да го гледаат и да сигурно многу внимателно водат сметка кого и како заокружуваат, затоа што верувајте дека на овој начин Република Македонија нема светла иднина и ќе мора во брзо време нешто да менуваме сите. Значи, политичките партии буквално во наредниот период мора да се насочат во јакнење на капацитетите на оваа држава. Значи, не е доволно да критикувате дека партизација во судството и да доаѓате во ситуација партизацијата да ја гледате пример во еден суд, партизацијата да не ја гледате во друг суд. Па партизацијата важи за вас, ама кога председателот на судот ќе ги изголеми до максимум лимитите и ги оштетувате сите други фирми во Куманово, затоа што председателот поради познати некои или непознати причини ви дава можност повеќе од тоа што треба, и тогаш судот ви е добар. Тие двојни аршини ја доведуваат Република Македонија во безизлезна ситуација. Граѓанската опција за Македонија има капацитети, ќе ни треба време, ние сме свесни дека ни треба време, но верујте, после тој шок и тие наши првични очекувавме дека граѓаните ќе ни дадат многу поголема поддршка. Бевте ли разочарани од тоа што? Сигурно дека не ви е седно. Се обидувате да на граѓаните им представите дека има луѓе кои што можат да повлечат, да направат се тоа што го говорат, да го спроведат на дело, и кога гледате дека на граѓаните им е убаво, али не им е убаво, знаете што е проблемот, што се е тоа устроено, она што едната политичка партија го прави во делот на својата база, поставено строго контролирано во апаратот државен и општински, другата го прави на општински, и тоа само се судрува еден на друг и доаѓаме и ќе пукне некош, ќе пукне. Само е прашање кога, но
мислам дека треба сето тоа многу побрзо да се промени за да последиците бидат помали. Како што велам дека штетите на сегашното работење или неработење на 10 години во Куманово, штетите ќе бидат понатаму, исто така ќе бидат долгорочни штетите ако не се промени нешто на централно ниво од аспект на начин и политики. Значи, мора да се промени начинот, пристапот во Република Македонија. Не може. И мислам дека прав модел е изборниот модел. Не е доволно и ние очигледно дека пропорционалниот систем вака како што е поставен, мора да го менуваме и демократијата да биде на дело, односно демократијата значи да граѓаните гласаат, бираат и да гласаат непосредно за своите избраници. Вака доаѓаме да гласаат за политичките партии, тука веќе се немоćни на оној контролен механизам на гласање на наредни избори и така натаму. Сосема за крај, каква е состојбата во општинската организација на Гром? Има најава дека вашата советничка ќе премине да функционира независно во Советот на општината Куманово? Значи не е тајна, не е ниту најава, туку е факт. Советничката Душица Сизовска Јовановиќ некаде во мај месец, знам непосредно пред митингот на Социјалдемократскиот сојуз, излезе од членство во Гром. Кои се и зошто се причините што тоа не го објави? Значи, ние сме една од ретките партии кои што во својот статут нема исклучување. Тоа е право на избор кој членува и кој кога излегува од партијата. И ние, советничката, значи, со свој допис до органите на партијата достави во мај месец дека излегува од граѓанската опција за Македонија, што е крајно легитимно. Од тие причини, како ќе делува понатаму, тоа е веќе нејзин избор и не знаеме. Вие се подготувате за изборите. Тука општинската организација сте на, како се вика тоа, на штрек? Значи, видите, општинската организација сигурно дека се подготвуваме полека. Значи, од секој се мобилизирате. Ние тргнавме, сформиравме централен штаб, сега денеска ќе имаме состанок каде што полека ќе се зацртат и активностите во нареден период, сигурно дека ќе се подготвуваме. Се уште немаме добиено, односно донесена одлука за начинот на делување во делот, дали ќе коалицираме, дали ќе идеме самостојно. Поделени се мислењата во партијата. Имаме во овој момент дури и веќе разговараме и одредени анализи со стручни куќи кои што тоа го следат. Дури има насоки да повторно се обидеме сами. Ќе видиме како ќе ова од причина што реално добро стоиме во однос на она што до сега за тој краток период што имавме можност да работиме како политичка партија. Ние постоиме 2 години, така да ќе продолжиме амбициозно како што беше и до сега. Господине Цветковски, ви благодарам за разговорот. Има уште некои прашања за кои можевме да разговараме, за кои сигурно имате свој став, меѓутоа останува кај мене впечатокот дека многу работи не ги кажавме. Знам дека многу работи треба да бидат изнесени, но очигледно времето не ни дозволува. Така. Али има можности, ќе разговараме и верувам дека ќе има можност она што и вашата цел на емисијата дебата. Се надевам дека ќе успеете да обезбедите повеќе соговорници, да отвориме многу прашања. Парламентарните избори се шанса за такво нешто, се во интерес на граѓаните на општина Куманово и на Република Македонија. Се надевам и јас, ви благодарам уште еднаш. Благодарам. А вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието и останете на програмата на ТВ+.